Толку сме сиромашни што го чекаме киле да се најде компир. Војна која нема. Полусиромашен со сирење. Компир е онака. Зачинет со сирење. Скоти и беровци. Тоа е тоа. Здраво и добре дојдовте во најновата епизода на вашиот омилен фудбалски подкаст или видеокаст или како сакате да наречете. Видео шоу, YouTube шоу. Сите термини, ама најважниот го знаете. Хаштаг скратен корнер, сакам да кажам, ама и каст е добро, да. Реално си грмим и со тоа. И ове што навака? Па еве, очигледно да, зашто сум ретко на панелот заради вакви глупости што лупетам. А и заради бројките, нели, што упорно кажува дека ова е најдосадното евер трио собрано некад. Поише досадни се од кој беа таму биланците тие? Пионтек? Пионтек, Бака и Бонавентура, мега триото. Да, сепак да, докажете ме дека не сум во право и гледајте ја многу емисија, ќе ми значи многу некојаш кога сум ја на панел, фала ви што ме викнавте. Секогаш. Ти си нашиот Влацидо Доминго. Подобро. Бевме приморани пошто Владче Вердер, тоа е Владче Ветер. Само што сте пак Владче Ветер, не може да се собере тука во Македонија почесто, повеќе од 2 недели. Некако. Боже мој, намаливме платата, брате, пак. Кој е тој? Кој е тој, мислам, да, автоматски со оваа епизода се поништува се претходно. Сега, момци, како сте? Како сте? Онака, ајде. Понеделник, извини, ја пак прв, сега ми играат Тотенхем Евертон, ќе видиме што ќе биде, ако тепаат Тотенхем ќе биде добро, ако не тепаат, па ќе биде пак добро, нема да биде одлично, ама тоа е тоа. Сега моментално како се осеќаш, што ти за после? Зимни време. Супер се осеќам, викендов ми помина во организација на Твитер награди, малку бев со тоа зафатен. Супер помина настанот, немаше некои експлицитни инциденти. Немаше тепање оваа година. Да, се беше овакво окей. Можеш и подобро, можеш и полошо со оглед на ситуацијата, не бевме многу нешто бројни, ама окей, тотално окей. Супер. Хамба, кај тебе? Одлично сум, супер. All is good. Се иде под конец, така? Да. Така изгледа. Топ. Добра беше минатата недела, на фудбалски план исто Барселона си тепаше. Јас сум презадоволен и ете сега со добра енергија да почнеме. Ајде кире. Епа, оваа епизода имаме нешто различно спремено. Малку сакавме да обрнеме повеќе внимание на она што ни го пишуваат и ни го кажуваат нашите следачи и гледачи. Тоа сте вие. А тоа сте вие. Така што, за да останете во текст со сите настани поврзани со скратен корнер, поврзани со настука тројцата, со Владко кој што денеска е во улога на четвртиот и со сите луѓе кои што така ги сакате, а поминаа низ ова шоу, заследете на социјалните мрежи. Најважното, subscribe на овој YouTube канал каде што моментално го гледате видеото, бидејќи тоа е најважното за да ви стигне нотификација дека почнуваме и дека има ново видео. И да спасаме до 500 ведам. Ајде. Не, без 4 цифри не сум задоволен. Значи одиме према 4 цифри. Да. И ледарката да ја пукнеме, спремаме нешто специјално за вас. До тогаш останете така. Сега, драги гледачи и следачи и сите кои што не гледате во моментов, знаеш што е најдобрата работа? Ако им кажеш сите што не гледате во моментов, се однесува на сите, пошто сите гледаат во моментот. Опак е цел свет, човек. Да. Многу досетливо. Феноменално. Вакви лайфхакови и повеќе дознаете во специјалната едиција на Скратен корнер како да се однесувате. Ќе излезе некаде во тек на април. На 1 април. На 1 април веројатно да, можда и 2 видеа ќе излезат. Ајде да не ветуваме тоа. За ова издание на што се твита, бидејќи веќе го отвараме овој сегмент од видеото, онака да разгледаме малку повеќе во Твитер сферата, ама од два различни аспекти. Една работа, она што се случуваше на Твитер последниве недела дена,
А друга работа, нешто кое што побаравме од нашите следачи на Twitter, на Instagram, на Facebook, тоа го испуштивме, меѓутоа тоа ќе биде за некоја наредна епизода. Побаравме да ни постават прашања, односно побаравме да ни поставите прашања за тоа што сакате да знаете како наше мислење поврзано со фудбал, не поврзано со фудбал, како и да е. Сега, имавме една недела во која што го гледавме Роберто Карлос како игра фудбал со една аматерска екипа од Шрусбери. Зошто? Заради тоа што изгуби облак и мораше да игра за нив заради изгубениот облак. А затоа ли бил? Затоа играше, да, изгубил облак. Облакот било дека ако тој сушност изгуби, ќе мора да настапи барем една утакмица за локалниот клуб на Шрусбери. Настапи, Питно задоволен, Презадоволен. Видно задоволен. презадоволен е. Мислам дека и луѓето што беа со него во пабот беа исто така презадоволни, пошто не верувам дека некој од нив го платил пивото. Верувам дека Карлос се има частен вечер. Сигурно. Гугла Карлос Нетворк. Дали се сплати? Дали рикнал целосно и дојго у Англија, онака за $50,000 да му дадат. Па сега, здрави. Ама, она што е поважно, имаме еден куп прашања кои што нашите следачи сакаат да ги одговориме. Предлагам да почнеме сега, веднаш, одма, за да не испуштаме многу време. Дали може да почнеме? Ајде. Ќе почнам јас со поставување, ама после тоа ќе После ви тоа го... продолжувам јас сега. Така, ќе ви ја предавам палката на вас. Не со палки. Сакав суптилно ова да звучи некако. Една палка за двајцата. Штафета, дечки. Подајте си ја. Ке ли треба и ваче за штафета, Ајде, беше ајде. торица не било. Леле. Јас ке скокнам. На што? Па скокнам. Леле. Подирко леле. Сите сме од Скопје. Сите сме од Скопје. Тоа е работата. Добро. Почнуваме од единственото логично место за почнување со овие прашања. Наедноставното, а некако многу важно за моменталните фудбалски настани. Хейтер на квадрат не прашува вар за или против. Мислам дека го имаме одговорено ова прашање Да, еднаш, да. ама ајде Треба- пак. Па не знам, не пак нека се наврати на претходните епизоди, не знам која беше четврта, пета епизода, ние цела епизода имавме за тоа за вар. Јове само нема дадено мислење, мислам од таа епизода. Па да, неговото сакаме да го слушнеме. Со оглед на тоа колку контроверзи направи, исто проблеми како и да нема вар, така да дефинитивно сум против тоа. Да. Нека ми Дефинитивно против вар. Да, мислам дека Ништо не ми промени. Видов утакмици кај што имало тотална глупост, 3 чекори уназад кај што се враќале некој која беше Реал со пеналот, со фаулот пред со таму па црвен па жол, па некои тешки глупости, со копачка со палецот дека бил горе на Шефилд Юнајтед ли беше или не знам како и да беа, онака мислам тешки да. глупости што Па и сега овие 2 недели ни донесува многу ситуации и јас некако се повеќе на таа страна одам према контравар, бидејќи не гледам Исто. корист од него. Исто. Ќе продолжиме со уште едно прашање поврзано со некои правила и механиката на фудбалот. Ме интересираше дали го знаете вие на панелот. Квасецот, наш верен фан, шаут-аут до него. дрво не фудбал, прашува. дрво си фудбал. Дрво си у фудбал. Враќај се некојаш назад. Само шутираш. Тој вели, ајде, прашање за двајцата. Што ќе досуди судијата ако твојот тим си постигне автогол од слободен удар? Ова е фудбалско правило. Твој е слободниот удар, Твој е слободниот удар, твојот играч си постигнува автогол од Директен слободниот е, удар. директен е, е, да, никој не ја допира топката. Појмана нешто гол ке, што знам, јас сум мислам гол. Не гледам зашто не е било гол. аут. Корнер за противничката екипа, бидејќи технички топката ја поминува гол од линијата. Меѓутоа не е гол. Зошто? Па, ете, така е поставено правилото. Бидејќи од слободен удар, наводно, не можеш да си дадеш автогол. Интересно правило. Не можеш да местиш. Кратко прашање за Хамба од на дедо внукот. Да. Колку пати си имал кошмари од Бајан? Аман бе. Владко, ти си ова од друг профил. Сигурно е. Бе. Малце ми беше тоа што ги гледав ти од такмици, колку беа 2-3 и
сега уште и па и Вој цело време што седи на местото на Јове ми ги бафта ми ги. Значи не ги броиш, туку само веќе си викаш после Веќе третиот. аман, да, нека почнат, нека земат некоја, нека ги пердаш од Барселона за некоја сезона таму и да ми се откачат од глава, пошто не може да ги трпам веќе. Ајде едно контроверзно прашање да следи. Ајде, колку по-контролирано. Бован Алексовски, нашиот драг пријател од ФК Осогово, Аха. не прашува да даеме коментар за последната изјава на Джиджи Бекали. Не знам дали ја слушнавте, меѓутоа тој е за оние кои што не знаат, Джиджи Бекали е сопственикот на Стеауа Букурешт и е еден од најозлогласените ликови во Романија, би рекол, да речеме. Тој имаше изјава дека нема да им дозволи на вакцинираните играчи да играат во Стеауа, поради тоа што вели погледнете и сите играчи кои што отворено зборуваат за вакцинирање, сите ги снемаа моќите. Сега, да разјасниме една работа. Стеауа 2-3 дена по оваа изјава разјаснија дека не, вели и Стеауа Букурешт има вакцинирани играчи и тие играат и сето тоа. Зборовите на претседателот него истакнуваат целиот став на клубот. Меѓутоа, ајде вака, коментар дека јавно отидоа овие изјави. Ова е во интервју Што кажам. коментар будала. Да нема 100 души пиер позади него да му каже што треба да зборува, што не треба да зборува пред камера. Мислам дека Джале. малку се плашат да му кажат. Па изгледа, мислам, тоа е... Мислам у некој од првите емисии дека кажав у делот дека имам живеено 2 години у Романија и така имав шанси да го дознам, па би рекол контроверзниот Джиджи Бекали. Стално е низ медиумите, стално нешто неговата куќа му рушат за тоа што узурпирал дел од тротоарот, за тоа што сакал портата да му биде и таквите работи. За да знаете за каков врвен интелектуалец е. Мислам дека има француски ресторан кој што се вика Фиренца. У Букурешт. Да. И така да Браво, не знам него. за ставот негов за односно вакцинирањето. Сами пресудете. Нека каже кои тоа изгубиле, да, сами пресудете кои изгубиле моки и како изгубиле. Познавач е за фудбалот, дамна е овако на Стеауа. 30 на години мислам дека да. Таму бев ја 2005-6 беше, така да 15-20 години сигурно е. И сега тоа, јас сум контра, на другата страна секогаш ќе бидам про вакцинација и толку имав да издавам информации по тој случај. Да, да. Многу важно прашање што не сум ви го поставил ни еднаш на панелов, на никого, а МК Кремка си ја зеде задачата да ни го постави на сите нас во оваа епизода. Вели, таа сака да ги знае нашите фудбалски идоли од детството. На кого се огледувавте додека гледавте фудбал во основно? Ајде, Па ја никош не се огледав поради тоа што никош не е добар фудбал, ама го гледав, но мислам почнав да гледам фудбал заради Енри и он ми беше играчот заради кој што го засака фудбалот. Супер одговор. Заради Арсенал или после од кога Не, отиде не, во не, Барселона? не, не, ја мислам дека почнав да гледам фудбал за прв пат 98, ако не се лажам. Значи многу пред да На отиде мои во 8-9 години, да, и тоаш на светското памтам во Франција додека беше, бев на летување на Пелистер, детското маралиште, таму гледавме фудбал. И знам тоаш беше популарна Франција и тоаш изгледав првата утакмица, го видов Онри и од тоа што заљубив Онри, почнав да гледам фудбал така. Лесно е да се заљубиш од како ќе го гледаш Анри. Поинаков одговор очекувам, Јове. Па не знам, 90-та не ги памтам онака сега. Добро, имаше величини, Матеус, Југославија, тука испомешано се. Ама мора да бидам искрен дека кристално јасно памтам 94-та дека ми се родија Шведска со таа генерација Далин, Бролин и Кенет Андерсон. Не знам, веројатно Бролин би го кажал како мој идол од детство. Слободњаци играше, шутираше, даваше голови, еден имаше прекрасен гол. Не ги знаев, онака беа хит на тоа првенство, не знам до кај стигнаа, можеби ако не и влегоа и борба за медали некаде дојдоа до полуфинале, можда четвртфинале некаде. Која година? 94-та. Аха. 94-та е у САД. Тогаш се Бугарија фантастични со еден Трифон Иванов, со Лечков, со Стоичков, со Костадинов, значи фантастична генерација.
Исто многу напред отидоа, овакво, меѓутоа моето срце беше, не знам зашто, мајте за Бролин, за Далин и за шведската 94-та. Јас одев ќе одам со домашен одговор, бидејќи некако така ме влече не од некоја романтично чувство, туку многу повеќе од тоа дека реално така се чувствував као мал. Татко ми ме водеше често на утакмици на Вардар и тоа ми е реално првото искуство фудбалско. И највпечатливиот играч годините додека почнав да одам на стадион беше Љупчо Марковски Калц со капитенската трака и со джигериците за Вардар и реално се угледував во него. Ова е интересна приказна што не знам дали сум ја раскажал претходно на скратен корнер. Така почнав да најувам за Милан. Не бев свесен дека утакмиците на кои што одам на стадион не се истите што ги даваат на Телма во 3 саат попладне во сабота и кога ќе го видев црвено-црниот дрес го барав Калц. Знаеш, и сега тогаш имав некои 6-7 години и не ми беше јасно дека не треба да го барам него. Подоцна ми се засвиѓа нели Малдини, Сидоров и целата таа генерација на Милан и едноставно така почнав да најувам за Милан. Познати скопски фраери. Скопски фраери, да, хараа по елемент. Кај Калцу кафичи да овако кај крчкам на Калц ми е значи еден од идолите, би рекол Пол Сколс и Зидан, ама иако секогаш го доживував како божество. Не ми беше идол, туку ми беше нешто недостижно. Нешто што е онака над сите и вака им покажува дека треба да се игра. Тие се тие. Ама Калц е на врвот. Во ред Кире доволно зборуваше. Ти сега е време некој друг да те замени. Сите истото ми го кажува. Реално. Не знам зашто немаше некој од публика. Ствари требаше да побараме коментари, не прашање, да имаме коментари, сигурно не ќе кажеше тоа. Кире доста зборуваш, да некој друг. Затоа го избегнав тој нека почне wording. да меле малце. Океј, првото прашање ни е од Бажовски, кој што не прашува Партизан или Звезда. Иако немам некој кој знае кој фаворит во тркава, Звезда заради црвената боја. Толку, ама толку, нема ништо длабоко во одговорот. Јове? Ја има конкретен одговор. Така. Тоа е тоа. Те молам и задниот дел од дресот Херба 12. Мојот омилен играч. 12, па што бев број дневник 12, а Херба затоа што Се знаете. Беше бомбончиња едно у мое време. Седи. Седи. Добро. Јас не следам фудбал балкански многу. Ниту сум за Партизан, ниту сум за Звезда, едино што ме милуе што имаме таков тип на клубови кои што произведуваат млади таленти, поради тоа што реално за да се развива фудбалот овде треба да се произведуваат таленти кои што одат во гојаки клубови. Следното прашање ни е умилена изјава од Батеване Таковски. Сакам предност за ова. Ајде. Батеване покрај толкуте гениални изјави за Ацо Стојков. Фичомен иначе. Така, да, шаутаут до Фичомен, фала што следиш. Батеване, култните изјави за Аце Стојков и за Горан Пандев му ги знаеме сите, ама мене омилена ми е една која што е насочена према новинарите. Вели, парафразирам за да не го повторувам баш како што тој го кажа, меѓутоа вели, вие новинарите сте толку желни да најдете нешто што не е поврзано со политика и да го извадите пред сите, вика, и знаете зашто? Зашто вас никој не ве смета за одговорни и затоа што за вас никој не вади ништо. И ми се допадна тоа заради тоа што реално дубоко и Батеване ги знаеше механиките на работиве, едноставно не знам, имаше некоја така изгледаше како што изгледа многу несериозно и луѓето не го сваќаа секогаш сериозно. Човек многу заслужен за развојот на фудбалот во Македонија, толку ќе кажам. Добро. Имаш некоја омилена изјава? Па таа моја знам со ја донел. Мислам да. Ќе ја ставиме можеби и некојаш ако Имаш успееме копирајт да контроверзи некој со сопругата негова или на некој премиер или на нешто што беше бил во роднински врски. Толку знам за човекот. Оно ми беше многу интересно. Ги носи, многу ќе видам краток. Ацо Стојков и Горан Пандев ги носи во Милано да потпишуваат за Интер. И заедно со жена му се. И сега жена му е професорка по филозофија или така некако. И вели, додека јас одам да преговарам во клубот, тие одат, вика, во уметничката галерија, вика, во Милано, и таа ги шета и им покажува работи и ово, она, и вика, 2 сати покасно се сретнуваме, јас сум им го договорил трансферот, вика, таа жена ми вика, види се,
Аци и Горан вика нема да ги биде. Зашто нема да ги биде, вика? Тие вика деца не знаат кој е Микеланджело. Абе вика, слушај вика, тие деца вика треба да знаат 60 метри по линија да истрчаат. Микеланджело вика нема никој што живот да им затреба, не можам да не се сложам. Верувам дека Горан Пандев ниту денеска не го знае Микеланджело, ама супер му е, беше на европско. Имаме ли друго прашање? Да, имаме, сега се префрламе на Инстаграм малку. Прашањето од Максим Стојановски, кој што не прашува најдобар играч моментално. Не тоа одговоривме пред некоја епизода. Да, Максим, верувам дека си ја гледал, бидејќи знам дека не следиш од поодамна, ама тука вака ќе ја ставиме епизодата, точно која беше, не може да ми текне по број, го одговоривме тоа, барем ние тројца што бевме на панел. Сега, Да. Јове не даде одговор на тоа. Јове е најдобар фудбалер моментално во светот. Маде бројне, ајде. Моментално. После овој перформанс што против да кажеш, Юнайтед што да реално кажеш, не можеш да кажеш. Што да кажеш? Солца, Еј, Меле. Мали деца играат 2-3 контри што ги повлече на тројца, четворица, измеѓу топка, си ги претрчува со топка побрз, од овие не може да се одига, не знам. неверојатен е, без топка како се движеше на оваа утакмица против Юнайтед, едноставно кога ќе кажеш еј, знаеш што некој му е конкуренција, погледни ја утакмицата и увери се дека никој не му е конкуренција. Да, дефинитивно. Феноменален. Добра. Следното прашање ни од Туту. Прашањето е дали Дибала е underrated? Не, Јас би предебел рекол и лош. дефинитивно. Ја би рекол Overrated, би Overrated, рекол многу не е повеќе. Дибала веќе неколку сезони не ги пружа перформансите за кои што се го рекламираат барем италијанските медиуми. Оние 10 гола, 6 асистенции по сезона, иако бројките точно не значат ништо, меѓутоа го гледаме и Јувентус во каква климава форма е. Не сум многу фан на неговите фудбалски квалитети. Знам што треба да биде, ама не е тоа. Не е дебел е. Дебел. Го најдовме Одебел проблемот. од мене. Као мене е дебел. Треба да ослабе, да трча, да не може така се ти со шишката да биде цела утакмица и топка, не бе, не бе. Секако. повели. Затоа што ова е сериозно фудбалско шоу, ние не смееме да се шегуваме со реакциите на нашите гледачи и следачи. Ништо, фала на Ништо, прашање. фала ти многу што упаѓаш. За Вардар, тоа Следното прашање, зашто Кај Хаверц е најпоценетиот играч во светот? Иво Ело. Па ја не би рекол дека не поценет, тебе одмah ќе одговорам. Поради тоа што има една и пол сезона во Челси како е дојден и во тоа да склопиме една цела сезона еве како има константно добри утакмици. Значи не може да речеме дека е поценет поради тоа што реално го добива тоа што го заслужува. Сите сме свесни дека е одличен играч. Чекай, друже, ти дали ги гледаш Челси и дали знаеш еден играч што се вика N'Golo Канте? Што збориш подценет покрај N'Golo Канте, значи што ова? јас би одел во многу различна насока од тебе. Па не, ама Мислам дека сите на светот му даваат признание на N'Golo Канте, не е дека премалку збориме за него. N'Golo Канте дури и да изигра 20 минути на утакмица, они му викаат еј N'Golo Канте види колку убаво се смееше на утакмица. Ама Во реду. Борете. Не, добро. Не знам. Ја мислам дека не знам, и за ова се ќе кажам сега, играч го купуваат у Челси 80 милиона колку Да, толку беше, И се да. треба underrated, overrated нешто да зборуваме, као има уште сигурно па едно 100.000 фудбалери низ источна, западна Европа кои што играат, никој што никад не чул, ни медиум не му објавил ни име ни овакво, што е можеби за 10% посла под него или не знам кој еве 50% нека или било како и што Тројца имам во листата лига да ги кажам што сметам дека се повеќе подценети од него. Прва работа Фабињо, неизоставен во во тим на Ливерпул кој што за волја на вистината освои повеќе од Челси последниве неколку сезони, така. Фабињо е еден од нив. Кайл Вокер е еден од нив, иако не сум многу фан на неговите квалитети, никој не зборува за Кайл Вокер, а Кайл Вокер има 600 настапи у Кариера кариера, има другар, без рекорд. одмори бе малку, едно полувреме не му дава Пеп да одмори, откако е дојден тука само му вика трчи, па не можам више, неќам. Тука е Николо Барела, не му се дава доволно признание, мислам дека е метроном на Интер, тик-такот тој го прави кај нив, Барела дефинитивно, цела и во Шпанска лига Набил Фекир, Тони Крос.
Точно. Би рекол. Не, славно. Кај Хаверц го добива признанието што реално си го заслужува, никој не го подценува, Така. со тоа Па не што сега го критикува, ако играше лошо, сега игра добро, никој не гледа Да. да го критикуваат, Да. Кога е во добра Не, форма, не. сите му признаваме дека Тоа е е во добра тоа, форма да. за играч од 80 милиони, јас очекував дури и повеќе. сега Реално. Така што Добро, дали тики така како начин на игра може да донесе резултати денес? ќе земам предност со ова. Шарковски. Шарковски, фала за прашањето. На едно ниво, да, дефинитивно може да донесе, доколку ја донесеш тики таката во лига која што не бара толку голем физички напор, не знам, во швајцарска лига, австријска лига, па дури и тука повеќе балканскиве лиги, источните лиги, дефинитивно може да даде плод. Меѓутоа, на највисокото ниво, онаму кај што се игра, нели, Премиер лига, Серија А, Ла Лига, Бундеслига е многу тешко со основна тики така која што играше да. Гвардиола во 2008, 2009, 2010 е многу тешко да се оствари успех, бидејќи едноставно темпото на фудбалот е многу високо во последните 4 години и мислам дека Многу излегува од модата игра. Па, како и се друго еволуира и самата тактика. Не може да остане исто како што и Гвардиола не имаше истата тактика што играше Кројф претходно, така и сега нормално дека се прилагодува на останатите тимови, пошто имаше период кога нели Барселона не можеше да игра тики така веќе 2012 баш поради тој факт што требаше да се промени нешто. Да. Не знам сега, го носат, пак не е сега таа баш иницијалната како што е. Нормално треба физички да се поспремни фудбалерите, ама тој шмек на тики таката го и концептот го носат они во екипите кај што доаѓа Гвардиола. Дефинитивно, И меѓутоа во тоа сега Бајерн- во Бајерн не му успеа до толку, сега тука овакво во како се вика во Сити го гледам со тоа што Сити е, мислам Сити е друго ниво со експлозивната контра со не знам. Она што како промена беше забележано последниве неколку години е преминот од тики така од втората сезона кога дојде особено Гвардиола во Сити, премина во нешто што фудбалските љубители го нарекуваат вертикална тики така. Сега, повторно, истите концепти се задржуваат. Значи, додавање на топката до најблискиот соиграч, кратки пасови, брзи пасови, многу пасови и сето тоа, меѓутоа се игра вертикално. Последни 15 минути со Юнајтед, што мислам 92% према 8. Не, тоа беше страшно. Оле им правеа од 77 минута. Тоа е сезонава не го видов на друг терен. Ја мислам се уште ги излудуваат така со тие пасови, со тоа што сега Посака да умртват играта, да. Па да, ама имаат едноставно се многу побрзо прават вишак. Па тоа е работата. Сега таа баш тики така се промени во тоа што порано додека Гвардиола дозволуваше да се додава топката на назад и да се вртиш често према грб за да му ја додадеш на голманот, сега веќе вели не. Накај што гледаш натаму додаваш. Значи гледаш напред према голот и натаму додаваш. Не ни е гајле за позади. Значи не ја градиме играта од ново, нема акција од ново. Доминантни сме во однос на сите. Кога ќе дојде топката на 20 метри од гол, барај го шутот. Следното прашање ни од нашиот драг админ. Да. Тој не Поздрав до прашува. него. Поздрав баце. Добар си. Киелини во врв на кариера или Тиаго Силва? Пак да почнем јас. Некако мене ме гледате. Тебе те гледаме, Мислам Кире. дека беше наменето за тебе, дека во четот дека го видов денес како ти го постави, мислам дека тебе те за фан на тебе. Ништо Милан, не ви да. промакнува и ништо не ви промакнува. Добро, ајде. Одговорот што сум го дал многу пати, за еден фудбалер да го сметам за врвна класа, сметам дека треба да има техничка подготвеност за да игра фудбал, значи прво да го има фудбалот во нозете, потоа да го има фудбалот во главата, да знае што се случува и односот на и надвор во теренот да му биде джентлменски, класа или како да го квалификуваме тоа. Сега мислам дека ви е јасен одговорот. Тиаго Силва, не заради тоа што играше во овој дрес и не заради тоа што ја освои титулата во овој дрес, туку и многу години откако си отиде во Милан ми покажува дека е се што сакам еден дефанзивац да биде. Многу добар физички, многу добар технички, никогаш немал проблеми со повреди, никогаш немал проблеми со недисциплина, никогаш немал проблеми со жолти, црвени картони да паузира утакмици, тоа не се случува кај него. Тој прави као 3 жолти картони во цела сезона, игра дефанзива.
37 години, уште физички на врвно ниво, лани ја освои Лигата на шампионите и докажа дека она што го кочеше беше неамбициозната средина во ПСЖ. Тиаго Силва секој ден во неделата би го одбрал пред Џорџо Келини. Тоа не значи дека Џорџо Келини е лош дефанзивец или нешто поинаку. Џорџо Келини е светска класа поради тоа што капитенскиот став кој што го има, победничкиот начин на размислување кој што го поседува и моментот дека никогаш не се откажува од тоа да го стави телото пред потребите, нели, собствени, телото во однос на клубот, за да му помогне на клубот. Тренер би ги стел Келини и Милер во иста екипа. Не може да значи. Нема шанса да изгуба. Да. Ќе се убијат на терен. Нема шанси, да, Милер. Имаш мислење на би се тема? согласил со тоа што кажа, на покомплетен е Тиаго Силва, за разлика од Келини. Келини одличен играч, малце груб. Малце груп, тогаш кога треба, за неговиот тим да победи. Така. Team first player, Така. тоа е многу битно, али не е толку комплетен како Тиаго Силва и башка не е толку симпатичен. Преби да го гледаш Тиаго Силва отколку Келини, брат. Па не е. Пробувам да ми текне, мислам дека го имам начекано Тиаго Силва испровоциран. Со Барса беше 3-0 дома која тепа, 4-0 кој изгубија, дали он не играше затоа што имаше црвен нешто и го испровоцира. Ама ова ќе треба да го провериме. Мислам дека еднаш можеби го имам видено во кариера да дозволи да биде испровоциран, што за одбранбен фудбалер онака да не го гледаш да коле луѓе на терен, е стварно секоја чест и да сега имаше на колку има 37. Пушти клизач на не знам кого перфектен, онака и као со сите пиетети баш коментаторот го кажа да не се верува и комплименти за неговиот физикус, како изгледа, како е слаб, како тело 20 годишни, како се одржава. Мислам дека тоа е клучот на неговиот успех, дека си држи режим и се може поконстантен од Хавиер Занети. Следното прашање ни е од Бобо, нашиот дизајнер. Прашањето е какви чувства ви се будат кога ќе ви текне дека Роналдо и Меси нема да играат за некоја година? Па колку што знам, Бајер Михен постои и они дури играат, така да тотално ништо нема. Ги има мачкани, двајцата ги има праено. Фудбалот И они го имаат мачка на Бајер Михен. Па да, тоа е фудбалот, значи ќе има мачкање и пред нив имало и после нив ќе има. Не знам кој го имаше тоа кажано дека ние сме едни срекни луѓе што имаме фатено многу големи шампиони во многу спортови и меѓутоа како што се движи спортот, нели, кошарката, формулата, Росију, мотоциклизам, значи видовме легенди кои што не знаеме дали ќе се повторуваат, меѓутоа во фудбалот нешто ми зборува на мене дека ќе се рушат овие, како се вика, рекордите, затоа што гледаме се повеќе фудбалери, еден Мбапе, еден Халанд, што се раѓаат звезди од фудбалери зрели веќе на 19 години да прават страшни работи. Така да со жар и со нетрпение чекам се најдобро, им благодарам многу за сите овие години што ни дадоа, ама мислам дека фудбалот го оставаат од добри раце, добра генерација. Иако сум доста приврзан за таа генерација кога Роналдо и Меси доминираат, морам да кажам дека сум многу повеќе према тоа да им се остави сцената на младите. 15 години, па не, какви 15, Роналдо веќе како му доаѓа 18, 19 години не забавува на теренот, Меси некои 15. Мислам дека она што го видовме од нив е стварно феноменално и многу сум благодарен за секој ден што можев да го поминам гледајќи ги нив. Меѓутоа, нели, сцената сакам да им се остави на младите, така што и колку и да ќе ми биде тешко што ќе ги видам, нели, последните нивни надпревари кога ќе ги изиграат, толку и ќе ми биде драго дека конечно фокусот на медиумите и на фудбалската јавност веќе нема да биде само на двајца, туку ќе биде на некои нови лица. Да, исто, јас се согласувам и оваа сезона некако се осети многу бидејќи Меси не перформира нешто посебно во ПСЖ, Роналдо не е нешто во Юнајтед поради причини и веќе ослабнува нивната популарност, нивното влијание, импактот што може да го имаат во една утакмица и
Мислам дека оваа сезона ни е показател за тоа што ќе значи фудбалот после Роналдо и Меси, и јас сум возбуден за тоа што следува сега. Осим ако еден од нив не остави Лига на шампиони сезона. Па И не да ни верувам. каже еве ви. Да. Не. Тоа би било баш. нема Меси е шанс. поблиску, Меси е поблиску би рекол, меѓутоа сега нели преска ја чита веста дека Мбапе пријавил повреда и многу е веројатно дека нема да настапи против Реал Мадрид. Ќе видиме како ќе поминат против Реал, па да тврдиме Еле било што Мбапе друго. колку ги малтретираше Реал. Мбапе е ментален. Мислам, извинете за зборот, ама као Ментален. човек. Па не Мбапе, Де Бруйне, Халанд, мислам генерација која што е Да, Де навистина Бруйне на многу тоа- постар од нив. ама. на тоа ниво. Ама да, ама што ќе престои фудбал, Да, на да, него да, ќе го така е. остаат баш еве тие палката, ти си сега она среден ред и напад што тотално нема никаков проблем да. Така. Најдобар голман на сите времиња. Рушту. Ајде, идем. Поздрав на дедо внуко да фала на прашањево, али прашањето е најдобар голман на сите времиња. Ајде ќе си земам слобода да го одговорам. Најдобар голман што сум го гледал, морам така да го одговорам бидејќи не можам да дадам одговор као Лав Јашин или Питер Шилтон, не сум ги гледал, не можам да зборувам за нивните квалитети. Игор Касилјас, во однос на константноста и во однос на она што го има постигнато, мислам дека секаде не беше само лидер, не беше само голман, туку беше и лидер, беше и психички и некако како сигурносен лидер на генерациите и на Шпанија и на Реал Мадрид. Би кажал него, кратки одговори, најдобра сезона дефинитивно на Чех, она првата Лига на шампиони на Челзи. Чех тогаш беше несовладлив. Мислам дека Марио Гомес и Робен ги фрустрираше во финалето. И она сезона кога беше прилично добра, иако не влегува за најдобар голман на сите времиња. Дегеа сезоната под Мориньо кога зема Лига Европа и ЕФА да. Куп, Дегеа беше на ново ниво. Тоа е мојот одговор. Мене ми се мотка Ван дер Сар во глава. Долговечност, Имаше да. фантастични сезони, изигра одлично. Пристрасно малце Бартес, пошто на времето сум почнал да гледам Франција и заради Франција почнав да гледам фудбал тој за и Бартес ми беше онака фацка. Светски шампион. Да, би го спомнал Рушту, пошто таа сезона кога игра нели во Има на овој светско, момент кога невропско. одземаме правото во натаму. Да, од тука па натаму Не знам, паса ми беше Може некако да типов, зборуваш, така, ќе ми игра, се имаше сечам. доста добри утакмици за Турција и таа е сосем онака на смешко го кажувам, не е така, али Ван дер Сар така ми се издвојува. Ван дер Сар и Ноер. Ноер да не го заборавиме, Ноер е Так. Да, метроном. Владко сигурно ќе го кажеш. Јове Томе Пачовски или друг? Иван Кампос. Да, колку и да ми се од старо време ете Иван Кампос, нели Рени Гита како легенди, имаше Чилавер На овако, Парагвај, да. што беа као легендица. Петручили беше на Јувентус еден овакво голман. Значи што носеле цели екипи, цели репрезентации на голманот, капитени онака, значи маркантни и овакво. Мислам дека голманите она што сега го бранат е неверојатно. Да. Ќе кажам Дефинитивно дека многу е напреднато, значи голманите бранат лудило. од сите позиции верувам дека индивидуално Ја сега што го спомна, напред. имаше два шута овој Марес што му ги шутна до него долу десно. Мислам дека голмани порано не ги бранеле тие Апсолутно. шутови. Да, дека да. Сега моменталната спрема на голманите е неверојатна. Така да бидел во поновова генерација. Тука да, Дехеа ми е секако овој во сега што е во Реал ми е феноменален, Куртоа ми е феноменален исто така голман. Notable mention да му даеме и тука некаде се завршуваат. Менди ме изненадува како не сум верувал дека може да има нивната школа таков, ама излезе дека феноменален голман. Значи прв пат да сведочам од Афричка овакво. Камени беше нели голман Идриска, некој што да. беше, ама И поеќе Винсент го Ењама од памтев по Нигерија. киксови, го памтев отколку по овакво. не знам. Да. Го сваѓам тоа, добро. Колку титули во Бундеслига има Вердер и кога последен пат има освоено титулата? Ова прашање ти доаѓа од Мила Шила, така да ги чекаме влаче твоите одговори, ќе видиме како што. Поели, Ќе им Владко. одговориш Пошаљи на... писмо и пуса. Здраво, Мила Шила. Да ти одговорам на твоето прашање. Вердер има 4 титули од како е формирана Бундеслигата и последната титула е во сезоната 2003-2004. Исто како Арсенал. За мене прашање од сине поздрав. Омилена фудбалска фризура.
Ово е интересно прашање. Сега чекај, да ги поставиме правилата. Прво, Елена рече дека не смееш да одговориш твојата. Да, добро. Треба некој што игра фудбал. После мојата, добро. Овакво како мали кога се шишавме интересно и ќе дојдевме со интересна фризура мало и некој ќе ти кажеше и како шо вона, јас љубев да им кажам Кадејан Станковиќ. Така да, ако некој, како се вика, ми оставил впечаток фрајерски фризури и ни бил мангу помало, Дејан Станковиќ, значи омилена фудбалска фризура Дејан Станковиќ. Ете. Шише ме кратко, а? Овде ми е викево и горе, некако. Да, и горе испоштуј. Без испоштуј, он дека го сега си емеше кево. Ало, страшно. Да. Страшно. Ако може да донесете било кој играч од било кое време во вашиот омилен клуб, кој би бил тоа? Ова е одлично прашање од Мила што ни беше гостинка, значи правилата, се верувам дека добро го сватив прашањето. Било кога, било кој играч што сега во сегашниот тим ќе се вклопи или би сакале да го донесете. Тоти. Ајде. Тоти, извини, Тоти. Тоти. Не, Прв. многу шмекер, многу Чекај, знаеше Тоти за во фудбал. Тотенхем? За во Сега. Тотенхем. Да. Одлично би се уклопил и според името и според се. Залупам по еден шамар на тие Лосел со Бентанкур и се да така и некако да, и Тоти мислам дека и само еден, мислам да боеше уште еден барем некој, ама и Тоти би го земал доволно да градам играта околу него. Роналдиньо. Роналдиньо, брат. Чекај, ова беше добро, ова не го колку се дал за барем уште 5 утакмици да изгледам од Роналдиньо у праим. Не си свесен. Да. Многу кратко му траеше тој Носеше праим среќа на и мислам дека светот изгуби едно огромно богатство од оставштина на Роналдиньо, која што можеше да ја надополни со уште плюс од тоа што го успеа да го донесе, доколку беше сериозен со фудбалот и понатаму како што беше на почеток. Феноменален играч, фантастична игра, онака да ти е кеф да го гледаш. Те прави среќа што го гледаш дека Добро игра. прашање, браво Мило, да. Да, ова, затоа и го оставивме за последно. Ајде, јас нема да копам толку многу далеку назад, ќе кажам еден актуелен фудбалер, ама сакам да го земеме неколку години порано, ако може. Она лето кога Милан потроши 100 и кусур милиони на еден куп ѓубрев трансфери, као Лукас Билја, као Матео Мусачио, као Андрес Силва и не знам еден куп ствари, достапен на пазарот за пола од сумата што ја потрошија на нив беше еден Ријад Марес, кој што игра десно крило и кај што Милан во моментов не да им фали десно крило. Сакам да го вратам времето назад некои 4 години и Ријад Марес да го купиме во Милан, значи да се согласи да игра за Милан во тој момент е најважно. Друже, а што не го земете сега овој од Ајакс? Ентони? Ентони. Затоа што сме до тука у дугови. Немаме шанси. Ентони е, мислам дека моментално најбољи фудбалер и мислам Да, предвидувам дека ќе биде најдобар. Испод 50 милиони немаат, Милан немаше во јануари да потроши ниту долар. Така што не ќе да го земат. Се Така Не да ќе да го станува земат. шта би било, кад би било. Ке може ли една рата да ти исплатам да ми го даеш? Не може. Не може. Ајде Милан молам, доста беше. почекајме до нова година. Ако ви текна на овие трансферите Галијани и Берлускони што ги правеа. Значи 5 милиона ти даваме сега, 17 милиони у наредните 20 години и права ќе имаш на едно столче од стадионот да се вика како тебе и стикери ќе ти даеме од Милан. Ибрахимович да го пратат и да му се заканува онака дека Дај му! има врски у Ајакс, он може да отиде да нешто да направи. Се надевам, Да, ќе се стават у клинч со Вандер Сар малце. Страшно. Не, мајмуне. Дечки, оваа специјална епизода ја привршуваме при крај. Оваа недела не сме заинтересирани ниту за дерби на викендот, нити за одговарање на некои други прашања поврзани што не се поврзани со фудбал, ни ништо. Тотално. Убаво се забавувавме, мислам дека беше. Ау да. И ова долго време го ветувавме дека ќе одговараме на вашите прашања, дека ќе ви кажеме се што сакате да знаете во врска со нас и во врска со нашите фудбалски мислења. Сега се што ви останува е да уживате во остатокот од петокот или кога и да ја гледате оваа епизода, да стиснете subscribe и да ни го качите ричот малку повеќе. Дечки, нешто Да последно биде пред крај на епизодата? Ричот. Кажете го ричот. Ајде.
Ајде дечки. Зошто Кликајте таму, кликајте. Кликајте и тоа е тоа. На социјалните мрежи знаете каде да не најдете. 22-та епизода на Скратен корнер се одјавува сега.